Почитувани гледачи на Отворена телевизија, добре дојдовте во уште едно интервју. Денес се наоѓаме во Институтот за старословенска култура и со нас е тука директорот Александар Василевски. Добар ден. Добар ден. Добре дојдовте. Добре ве најдовме и прво благодарност за тоа што не примивте во вашиот кабинет и исклучително сум возбуден прво како човек кој што сака да разговара на овие теми и кај што ќе копаме малку по Прилеп и би го почнал ова интервју со Институтот за старословенска култура, Националната установа Завод и музеј Прилеп и градот Прилеп. Нивната судбинска врска, сакам малку, како што разговаравме пред да почнеме да снимаме, малку абстрактно да го почнеме муабетот, па после ќе го одбиткуваме во по-прифатливо. Така. Добро, мислам, ова не е абстрактно, ова е една реалност која што верувам дека многу мина од гледачите нема да ја знаат, бидејќи овие теми некако секогаш остануваат на маргините на интересот на јавноста. Така што ова е всушност и преку овој разговор, преку ова прашање, сега можеме ние да отвориме малку за она институционализирана култура и културни збиднувања во Прилеп кои што се случуваат некаде околу средината на 50-тите години. Таа судбинска поврзаност за која што зборуваме, всушност се сведува на една точка, тоа е доктор Бошко Бабиќ, кој што е основач на народниот во тоа време, значи сега национална установа, нели Завод и музеј Прилеп, во тоа време Народен музеј Прилеп. И потоа, значи, преку неговата работа, едноставно надградувајќи ја дејноста на музеот, во 1980 година ја формира и нашата институција, која што комплетното име е јавна научна установа Институт за старословенска култура Прилеп. Воедно покрај овие две институции, тој имал исто така големи заложби и за промовирањето на современата култура, на современата уметност, мислам, пред се однесува на тие визуелни уметности, така да започнува најпрво со вајарска, па потоа и со сликарска колонија и така, мислам, до ден денеска големето е влог и сите овие работи всушност се на некој начин поврзани преку неговата личност и преку неговата работа, но секако после тоа, мислам, тоа се надоградува, се видоизменува и така, еве до денеска ние продолжуваме да работиме. Колку Националната установа и Институтот за старословенска култура денес врви по стапките на Бошко Бабиќ, колку ги следи неговите цели, затоа што тој ги формира овие институции со голема цел, која што во ново формирана тогаш политичка единица држава се од исклучително значење. Така, работата е тоа што значи претходно немало никаква музејска установа во Прилеп, иако тоа е еден значаен центар, цивилизацијски, политички, културен, особено во средниот век, мислам, ние имаме овде, верувам дека после ова ќе разговараме и за тоа, но имаме едно исклучително богатство од археолошки локалитети, средновековни споменици, мислам, тие од длабоката преисторија од неолитот, па се до 20 век активен е културниот живот во Прилеп. И тоа сето било препознато. И поради тоа во 50-та година се формира музејот. Претходно имало секако се разбира, имало истражувања археолошки, на спомениците биле обработени, но немало институција која се грижела со тоа. Значи не сум сега точно сигурен за годината кога е формиран Завод и музеј Прилеп, но некаде, како што кажав, околу средината на 50-тите, мислам дека 1956 година е формиран најпрвен тоа и во рамките на соработата на музеот, значи се започнува со едно истражување со работки на повисоко ниво. Значи овде веќе во 60-тите години исклучително активни се тимови од Полска кои што работат на археолошки истражувања, на конзервација, реставрација на тврдината Маркови кули на археолошкиот локалитет Дебреште и се интензивира една висока соработка помеѓу најпрво
Завод и музеј Прилеп, па потоа со овие институции од значи Полскиот конзерваторски центар, факултетите од Гдаńsk, мислам дека имаат соработка со универзитетот, така што веќе започнува едно повисоко ниво на функционирање кое што е надминува она музејска определеност на работи. Така. И се формира, извини само Милан, да докажам, значи во рамките на музеот во 70-тите години се формира најпрвен центар за истражување на старословенската култура, од кој што центар во 1980 година прераснува во нашата институција, Институт за старословенска култура Прилеп. Така, сега ги спомнавте Маркови кули и ме носи тоа веднаш до една работа која што подготвувајќи се за интервјуто денес, сватив дека Маркови кули и Трескавец се фактички еден комплекс. Како едно и се по надлежност на институтот. Во аспект на А истовремено не може да работи, мислам да се грижи за Институтот за старословенска култура, за објектите, тоест за локалитетите, и мора да соработува со музејот. Така, Тоа е една заедничка работа која што се... значи, Како функционира таа? Таа функционира тоа што всушност постојат под две законски регулативи на некој начин се тие, значи институтот е назначен и има предимство за заштитата на целиот тој предел, бидејќи тој е всушност еден споменик на природата, така е категоризиран, во кој што влегува, како што кажа, мислам како што каже ти, влегува Маркови кули, влегува Трескавец, влегува локалитетот Баба до Кукул и така, мислам една поголема површина со неколку стотици хектари, која што е како заштитено подрачје. Во рамките на таа заштитена површина, во заштитено подрачје се наоѓаат голем број на споменици кои што имаат високо културно значење. Значи тука Трескавец е секако најпознат и најистакнат, но во истата група влегува и Архангел Михаел Прилеп, влегуваат повеќе археолошки локалитети од различни временски периоди, влегува тврдината Маркови кули, влегува тврдината на Баба, значи каструмот кој што е, не знам, прилепчани колку го знаат. Тоа така да има еден голем број на локалитети. Сега не сум сигурен за точни бројки, не можам со бројка, но сигурно се некаде на 40 на локалитети, само во рамките на ова заштитено подрачје природно. Сега почнуваме да разговараме за бројка, не мора да е точна, али станува збор за голема бројка. И тука идеме, сакам да ја спомнам информацијата и да ни ја потврдиш ти дека Прилеп е на светско ниво на второ место како град со концентрација на културно-историски споменици. Не можам да ја потврдам информација, бидејќи не знам, мислам, не сум сигурен дека... На прво место била Атина, а ние сме на второ место. Не можам да ја потврдам оваа информација, бидејќи не ја знам. Мислам, навистина не ја знам точната бројка. Треба да го провериме, али е многу интересна информација до која што дојде вчера. Да, може би, мислам, јас како информација доста веднаш сум ја поседувал дека е, ама можам да кажам дека Прилеп е едно од најавтентичните подрачја кои што има најавтентични форми на културата и најавтентични форми на културното наследство. Бидејќи кај нас ние сме една од ретките локации кои што има, значи Маркови кули се наоѓа на тентативната листа на УНЕСКО, значи на листата на чекање како природно наследство. Сега ние се бориме за тоа да биде малку пошироко сватено, па и културното наследство да влезе, да биде како едно мешовито добро. Бидејќи ретки се ваквите локалитети кои што имаат прво богатство, несомнено дали сме втори, трети, десети, имаме сериозно голем број на археолошки локалитети, споменици на култура, средновековни цркви, исламски објекти, значи голем број на објекти имаме такви. И воедно го имаме Маркови кули кој што е еден специфичен релјеф. Така што овде многу автентични форми на изразување имало, не само во однос на архитектурата и уметноста, сликарството средновековно, туку и на самиот начин на живење, на тие форми кои што се појавуваат, кои што се карактеристични точно за нашето поднебие. Сега ова не може да не се спомни, разговараме за еден град кој што има толку многу културно-историски споменици. Од одговорен се да тоа ни кажувате дека се автентични, кои што од светско значење, од светско значење. Зошто Прилеп при толку културно-историски споменици има толку малку туристи?
кај е нашата грешка или кај треба да работиме за да изградиме приказна која што ќе ги привлече луѓето од светот да го посетуваат Прилеп. Видете, сега јас настапувам од позиција на човек кој што се занимава со истражување на културно наследство и малку мојата позиција е да речем во поабстрактна. Вашата позиција е тука ова што јас го работам, кој треба да го продаде. Вака, поентата е на тоа што ние, мислам како научни работници, како луѓе во науката кои што се занимаваме и се грижиме во секој случај и се трудиме да го напредиме тоа културно наследство, тргнуваме од позиција на како да кажам, на самите објекти, на самите артефакти. Мислам дека туризмот, мислам сега секако ќе кажам, ова е моје гледање и моја визија за тоа како би требало да бидат работите, но туризмот е малку покомплексна гранка, во која што она, по моје мислење, кој што е клучно ние за да можеме да го едноставно да го пласираме на пазарот и економски да го искористиме, се разбира преку создавање на маркетинг стратегија на оно што го имаме како културно наследство, се неколку фактори. Еден од нив е дефинитивно инфраструктурата. Бидејќи најголемиот дел од овие проекти, од овие објекти кои што ги имаме, не се инфраструктурно обезбедени. Нема пристап. Нема пристап. Мислам, ние го имаме Маркови кули, една од најавтентичните тврдини, како што кажав, во неколку наврати на Балканот. Своевремено било големо геостратешко значење за овој регион. Имаме прекрасни визури, прекрасен пейсаж, автентичен, единствен во по многу карактеристики. Немаме соодветна пристапна патека. Не ни е локалитетот обезбеден, не ни е презентиран. Мислам, немаме, тоа е почетокот на сите овие работи. Значи, ние првим треба тие локалитети да бидат заштитени од аспект на конзерваторско-реставраторски работи, па да обезбедиме инфраструктура, па да ги способиме за презентација, па тука мислам дека влегува оној дел со тие тој раскажување на приказни, поврзување на приказните, едноставно да има еден комплетен дел, бидејќи едно без друго нема да функционира, ниту таа инфраструктура и тој локалитет сам по себе може да биде интересен за некого, ниту пак приказната, мислам, ние можеме да раскажуваме приказната, ама ако немаме пристап до локалитетот, можеме да го гледаме само оддалеку. Или да обезбедиме двогледи за туристите да го гледат, бидејќи во моментов во таква состојба се најдуваме и не само со, мислам, Маркови кули е најевидентен пример, бидејќи ние на сите секој ден го гледаме локалитетот секој прилеп. Имаме уште многу локалитети во нашата општина кои што заслужуваат и како да бидат презентирани, имаат сериозни потенцијали, мислам, и за промоција на општината, и за економска експлоатација, и за едноставно да се раскажи и она поголема приказна за нашата историја и за нашата цивилизација како македонци. Значи, треба да се соберат луѓе, професионалци од различни сфери, да седнат на една маса и дефинитивно. Луѓето кои што ја откриваат, ја зачувуваат, себично се грижат тоа да обстои да го имаме, заслужуваат да се изгради се што треба околу нив, прво инфраструктура, приказна сето заедно за на крајот на краиштата да треба да се презентира на светот тоа. Затоа што еден археолошки локалитет нема да го копаме за самите себе и да треба да се презентира и да го нормално, мислам можно поголем број на луѓе. Тоа е еден аспект, копањето никогаш не би требало да биде за археолошките локалитети или за истражувањето само за себе. Мислам, имаме една научна димензија и имаме една димензија обштествена, односно за презентација. Тие се двете основни поенти на било која работа, на било кој начин, односно на било кој аспект на проучувањето на културното наследство. Во основа помеѓу тие работи се движи. Така што навистина, мислам, кај нас е многу направено во минатиот период. На почетокот на разговорот на кој што се осврнавме, значи со тие конзерваторски екипи од Полска кои што доаѓаат, инаку мислам како еден куриозитет, тие се едни од најдобрите конзерваторски екипи во тоа време, бидејќи Варшава после бомбардирањата во Втората светска војна, буквално она денеска што се гледа, најголемиот дел 99 од тие
историски споменици кои што денеска туристите ги посетуваат во Варшава се всушност една реконструкција. Според тоа што документација, значи тоа е буквално срамнето со земја, како што и голем дел од западноевропските градови, еден Нимберг, еден Берлин, мислам тие се во голема мера реконструирани. Така да реконструирани пак ги продаваат. Да. Сме имале среќата да не бидеме разурнати од некоја голема војна, автентично е. И уште поголемата трагедија во целото тоа ја ќе додадеме тоа што тие луѓе со таа експертиза биле присутни тука, интервенирале и работеле, и ние сега повторно го оставаме да се сруши и нивните интервенции се пропаѓаат во меѓувреме. Бидејќи, мислам, поентата е на како и на секоја градба, ако има живот во нејзе, ако има функција, ако има некакво човечко присуство и грижа, тогаш таа обстојува. Ако ги оставиме ние, тогаш тоа се распаѓа и нажалост постои, мислам, веќе во сериозна опасност е целокупното културно наследство кое што го имаме. Не зборувам сега само за Прилеп, туку генерално за цела Македонија. Имаме голем број на загрозени објекти, голем број на загрозени споменици, мислам, различен тип, од различни временски периоди, и тоа е, мислам дека е една работа која што треба да почне полека да се решава. Што е можно побрзо, тоа е подобро. Да се почне едноставно. Тоа е процес кој што не е, мислам, не е тоа кампањска работа, тоа нема да биде нешто што би завршило за година, 2-3, тоа е долгорочно, мислам, тоа е всушност и континуирано грижење за спомениците, но мора да се почне од некаде. Да го завршиме разговорот со тоа, да почнеме што побрзо да се грижиме за тоа што го имаме. Така, бидејќи за брзо може и да го немаме. Тоа е тоа. Благодарам за разговорот. Ви благодарам за поканата да бидам дел од вашава емисија. Се надевам дека ќе имаме уште многу прилики за вака да разговараме. Се надеваме дека ќе разговараме во следни прилики малку по-оптимистички. Да. Не, ние сме оптимисти, мислам да не бидеме погрешно сватени оптимисти сме, ама сепак треба и реално да ги согледуваме работите. Ете така. Се гледаме во следно интервју.